Гардинер, мал планински град на северниот влез на паркот, во голема мера се потпира на туризмот. Оваа година локалните бизниси ја пропуштија сезоната поради досега невидените поплави кои ја опустоши областа во јуни. I've never experienced something like this. Никогаш не сум доживеала вакво нешто. Дождот не запираше, го топеше снегот. Така се направи овој огромен проток на вода преку ноќ. Единствено цевки преостана од куќата што беше збришена во реката Јелоустон. Поплавата ја уништи главната инфраструктура во националниот парк. Урнатиот пат ги затвори северните и североисточните порти до крајот на летото. Во Јелоустон пред ова немало многу поплави, а немаше ни предупредување дека доаѓа поплава. Мислам дека не можевме подобро да се справиме. Бевме без струја 40 часа. Паркот беше евакуиран. 10.000 посетители беа префрлени за околу 30 часа. Потоа се правеше проценка на штетата и се санираше привремено, колку што се можеше. Главниот ренџер на Јелоустон Кам Шоли вели дека северниот влез во паркот се планира повторно да се отвори во средината на октомври, кога ќе завршат поправките на патот Олд Гардинер, кој стана алтернативен пат за повеќе оштетениот главен пат. За локалните бизниси ова е губење на приходи. Оваа сезона новите рачно насликани шатори на Сара Ондрус остана главно празни. Незиниот друг бизнис, компанија за рафтинг, се намали од 30 чамци дневно на 5. За жал, со поплавата го загубивме целиот наш бизнис и морав да отпуштам тројца вработени зашто немавме доволно работа. Френк Ламота и Ариел Родригес се доселиле во областа пред околу 2 години за да работат во локален хотел. Поплавата заедно со пандемијата со COVID-19 им донесе нови предизвици, но не планира да заминат. Ова е многу посебна заедница. Да не беше така, досега ќе си заминеа многу повеќе луѓе. Но сите се обидуваме да помогнеме. Заедно сме силни. Некои туристи биле решени да дојдат во Гардинери покрај логистичките непријатности. Мери Хак и Джим Цвајгафт стапиле во брак во Јелоустон пред 32 години. Бевме разочарани кога ги видовме снимките. Со сите милиони луѓе што доаѓаат овде во лето и нашите планови беа променети. Но ако можеме да ги возиме нашите велосипеди и да го поддржиме градот Гардинер со тоа што ќе вечераме тука или на друг начин да помогнеме, добро е. Обновата на Јелоустон може да трае со години, но властите на паркот во тоа гледаат и можност подобро да го подготват националниот парк за предизвиците со климатските промени.